Почитувани гледачи на спортска мрежа, нова емисија во која што правиме преглед и анализи на тоа како се подготвуваат второлигашите за новата надпреварувачка сезона 2024-2025 во втората македонска фудбалска лига. Речиси сите второлигаши ги започнаа подготовките, за сега течат се во најдобар ред кај сите екипи, оние кои што ќе настапат во новата сезона во втората лига. Дел од нив веќе ги започна пријателските надпревари, дел од нив во следните денови ќе ги одиграат првите пријателски надпревари преку кои ќе се темпира формата за новата сезона од втората македонска фудбалска лига. Она што треба да го спомнеме кога е во прашање втората лига, знаеме дека нема да има промени во однос на ланската, а тоа е дека првите две екипи директно патуваат во првата лига, третата екипа во втората лига игра бараш за можен влез во првата македонска фудбалска лига против екипата која што ќе заврши на 10-то место во првата македонска фудбалска лига. Последните две екипи од втората лига, односно екипата која што ќе заврши на 15-то и 16-то место директно испаѓа во третата македонска фудбалска лига, додека пак екипата која што ќе биде на 14-то место во втората лига ќе игра бараш за можен опстан во второлигашкото друштво со екипата, односно од еден од петте шампиони во третата македонска фудбалска лига, односно тоа се петте региони југ, понатаму југозапад, запад, исток и север. Она што друго би требало да го спомнеме е дека Брегалници, екипата на Македонија Ѓорче Петров, кој што лани испадна од првата лига, ќе бидат главни фаворити за освојување на овие две места. А во она трето место или евентуално првите две места секако дека ќе се вклучи Детонит Плачковица, кој што лани заврши на третото место, играше бараш со Скопски Вардар, меѓутоа го загуби тој надпревар со најтрофејниот македонски фудбалски клуб Вардар со 2:0 во Струмица на Благој Статов и Радовишин остануваат во втората лига и во следната сезона, а пак Вардар го избори опстанокот во првата македонска фудбалска лига. Она што друго треба да го спомнеме во околу овие фаворити, тука ќе биде Арсими како еден од кандидатите кој што ќе се бори за висок пласман, Охрид, меѓутоа и Башкими се овие некои екипи кои што засега имаат некои амбиции, можности и работа на ростерите да имаат некој можен атак на тие места од повисок. Тука и Беласица кој што ќе настапи со млад тим, меѓутоа ќе биде квалитетно заселена со неколку искусни фудбалери, веќе се промовираат засилувањата во сите. Ќе имаме можност да се потсетиме на тоа кои досега играчи нашли нови средини и со кои екипите се засилиле за новата сезона. Ќе биде доста интересно, особено со фактот дека имаме две екипи кои што се повратници. Борец по една година се врати во првата, односно во втората македонска фудбалска лига, откако во две сезони од првата испадна во втората лига, од втората во третата, лани се полуше во трета лига југ, беше шампион, играше бараш надпрва со екипата на Влазерими од Кичево, кој што беше шампион во трета лига, а Запад триумфираше во Битола со 3:2 и се врати во втората лига, а Вардарскиот Богданци се враќа дури после 27 години во втората македонска фудбалска лига. Овде ќе направиме пресек со цел да ги погледнеме кои се најдобрите стрелци за изминатата сезона во втората македонска фудбалска лига и колку автоголови се постигнати изминатата сезона во втората македонска фудбалска лига. По анализа и преглед на листата на стрелци минатата сезона во втората лига се враќаме со да ги погледнеме и трансферите кои што се случуваат на кога е во прашање втората македонска фудбалска лига. Еве и листата најдобри стрелци во втората македонска фудбалска лига за изминатата сезона 2023-2024. На првото место со 14 постигнати погодици Изе Ремини од фудбалскиот клуб Беса, кој стана шампион во втората македонска фудбалска лига и во следната сезона за прв пат ќе настапи во првата македонска фудбалска лига. Емини по завршувањето на сезоната реши да стави крај на својата професионална кариера. На второто место на листата на стрелци со 13 погодици е Марио Станковски од Етекс, екипата која што испадна во третата македонска фудбалска лига Запад, додека пак на делба на третото место се тројци играчи со по 12 постигнати погодици. Фито на Деми од Беса, кој на полусезоната замина во редовите на Шкендија, Бојан Спирковски од Пелистер и Симеон Христов од Пелистер. Потоа на листата на стрелци со по 10 погодици следуваат Сашо Дуков од Каменица Саса, Стефан Јовановски од Новаци, Благој Лјамчевски од Пелистер и Тоше Манов од Осогово. По 9 погодици имаат Емран Рамадани од Арсими, Иве Трифуновски од Новаци и Ајрдин Цуцули од Арсими. 8 погодици изминатата сезона во втората лига постигнаа Филип Димовски од Охрид и Михаел Талевски од Пелистер. Со по 7 погодици на листата на стрелци изминатата сезона се Филип Алексовски од Беса, Шпен Тасани од Арсими, како и Арџен Гафури, Александар Милушев од Беласица, Кире Митков од Кожов и Иван Настевски од Детонит Плочковица. По 6 погодици изминатата сезона постигнаа Дарко Алексовски од Каменица Саса, Стефан Бабунски од Детонит Плочковица, Дамјан Масевски од Охрид, Флорент Османи од Вардар од Неготино, Емир Скендери од Беса и Благој Стојчев од Новаци.
Како се засилуваат македонските второлигаши за новата надпреварувачка сезона 2024-2025? Прегалница за новата сезона заклучно со сабота 13 јули се засили со голмано Дамјан Серафимов, со Иван Галевски, Виктор Нумовски и Стојан Поповски. Тука пристигна и Бојан Иванов, Зоран Ивановски, Давид Стојков, Грегори Давков, Јовица Радевски и Зоран Дановски. Неколку фудбалери ја продолжија соработката, а во следниот период се очекува нови промоции кај штипските сини. Македонија Ѓорче Петров ги започна подготовките и во новата сезона ќе важи за главен кандидат за враќање во фудбалската елита на Македонија. За сега се уште нема официјални промоции. Сигурно дека таму ќе биде Симеон Христов од Пелистер. Арсемија продолжи соработката со Арџен Гафури, Вулнет Исмали, Аердин Цоцули, Албин Рамадани, Бесар Трџепи, Шпен Тасани, Суфи Мустафа, Арден Бечири, Еди Абдие и Джезер Авдули, а во следниот период ќе се промовираат и првите нови засилувања во сите линии. Екипата на Вардар Неготино за новата сезона се засили со 18 годишниот Мухамет Ахмети, Давид Спасов, Славе Вргов, Живко Крстев и Дарко Донов. Беласица досега се засили со голманот Иван Николовски, кој што е повртник во екипата од Струмица, Кире Стојанов и Марио Дебршливски. Борец, Новац и Вардарски во следниот период ќе ги промовираат новите засилувања. Особо ги промовираше Иван Николовски, Бојан Сандев и Марио Симовски. Детонит Плачковица за сега се засели со Кирил Неделков, Христијан Попантовски, Панче Петров, Албан Таипи и Лука Ѓоргиев, а во следниот период ќе има уште неколку засилувања. Каменица Саса се засели со Дамјан Ќосевски и Тони Мичковски. Во победа присутна Амир Физуловски, додека пак во Кожо во следниот период ќе се промовира новите засилувања, а таму сигурно во новата сезона ќе биде Александар Ѓоргиевски. Како што информираше спортска мрежа, Охрид се засели со искусниот Сашо Дуков и Алтнор Каба. Башкими со 16 играчи ја продолжи соработката, а во следниот период ќе се промовираат и новите засилувања. Скопје го задржа костур на тимот и работен ангажман на квалитетни засилувања за новата сезона во која што пиратите од автокоманда ќе се борат за висок пласман на второлигашката табела, односно да ги напаѓаат местата кои водат кон првата македонска фудбалска лига. Ја имаме и листата на постигнати автоголови од изминатата сезона 2023-2024 во втората македонска фудбалска лига. Биле постигнати вкупно 8 автоголови. Поштовани гледачи, во следниот период ќе посетиме повеќе второлигаши и каде што ќе бидеме дел од нивните тренинзи со цел да ја доловиме атмосферата како течат подготовките на македонските второлигаши. Ќе посетиме некои од пријателските надпревари со цел да ја доловиме атмосферата во рамки нови летни подготовки, а сето тоа ќе го сублимираме во неколку емисии кои што ете ги посветуваме на македонските второлигаши. Она што друго треба да го спомнеме дека ќе воведеме еден интересен новитет на спортска мрежа, кој веќе нели постои, а тоа е тим на колото, не само во прва и во втора лига, туку ќе го имплементираме тоа за прв пат, ќе се обидеме во третата македонска фудбалска лига со цел и тука нели да му дадеме медиумски по простор уште поголем, бидејќи спортска мрежа е првиот медиум кој што темелно ја третира и работи третата македонска фудбалска лига со општинските фудбалски лиги, односно четвртата и петата лига во оние региони како Битол и Охрид, каде што имаме, односно Битол и Прилеп, каде што имаме пета македонска фудбалска лига. Сите оние кои што сака да ја поддржат спортска мрежа во овој проект кој што го работиме посвета на македонскиот спорт, може да бидат наши спонзори, донатори. Тоа може да го направите со тоа што ќе добиете реклама и простор да се рекламирате кај нас, а при тоа да она што најважно да не поддржите во нашата цела, нашата мисија, тоа е што можно повеќе нисколигашкиот спорт, конкретно го зборуваме за фудбал, да го доближиме до медиумскиот простор. Претплатете се на нашиот YouTube канал со цел да ја следите понатаму и новите случаи на македонскиот спорт, а се гледаме во некоја следна прилика од некои од стадионите широм Македонија.